Другари и другарки, се сеќавате на еден кадар, во еден кадар, сега смисливме ново гениално име, се вика Раскадрирано. Во повеќе кадри. Во повеќе кадри или Раскадрирано. На Прилепски. На Прилепски. Ова гостување е договорено едно, може година, еден година не се снима во еден кадар. Како и да е, со... не требаше ова да биде повод сега што ни беше. Денеска инако е 102. 102, не 101 е денеска. Не 101, а 101, 102 е денеска. 102 е денеска. 101 беше вчера. Така 101 беше вчера, денеска е 102. Добро ми дојде дома. Добре те најдов и благодарам. Иначе ти излезеш од студио. На домајчинскиот Прилепски пречек кој што бива. Гледате како се пречекува. пречекува. Афери, Машкосум. И тебе фала ти што се согласи да си поправиме муавет. Повод беше 102 дена од ветувањето за нов театар. Да. Сега ќе те натерам да ми направиш слика која ќе ги правиш за кај тебе на профил, за да ја закачам овдека во монтажа. 102-ката? 102-ка. Ќе одавам. 100 кец имаме, сега чекаме 102-ка. Така да знаете ова што го гледате, да го напред изнуде најаве пред камера. Не знам, шоколада ти клам во 102-ка. Немам 102-ка, 101 имам. Чизмислиме. Чизмислиме, бе. Шо? Томе Темелковски, мистер Ти, алиас Серафим Чернит. Значи, ако не знаевте... Види сега, вака ти правиш муавет со Томе Темелковски. Апсолутно. Тие двајцата што ги спомна, треба и викнеш на посебна интервју. Види, вака, јас... Да ги поздравиш многу. Фала. Да ги поздравиш. Си живеете? Да, бе, си живееме, се знаем. Затоа ги спомнам, вака знам дека многу се живеете, глупо е да не ги спомнам. Живеачка многу, ама тие се поинтелектуални од мене, аз ништо сам, извршувам тие што ќе ми рече. Види, Серафим Чернит си ја води битката за бројните ги деноите и на крај на краиштата тој води битката и тој е поводот што денеска снимаме овде кај тебе во студио. И да го почнеме муаветов, сакам, ајде да не одиме одма на тешките теми, стално сакам вака благо да ги почнуваме емисиве. Томе Темелковски си го знаеме прилепчани, не сме вчерашни, 20 кусуро години со музика. Во последно време многу те гледаме дека продуцираш многу интересни работи. Мило ми е што така се чувствувате вие како слушатели. Особено последното, ова со кое што почнав емисијата, Кантар поздрав, супер песна е вака и пред камера да го кажам, одлична песна, многу убава работа сте сработиле со Томе и извини што ти пеев, толку знам, тоа е. Извини, јас што ти пеев Кантара, толку знаеме. А иначе поздрав Кантаро, не знам дали некој пат ќе се појави да го сподели муабетот неговата приказка од настанокот на таа песна и процесот, ти како продуцент? Да, моје гледиште нешто може да кажам само така. Немам нешто многу што да се кажи, кратко и јасно тоа беше. Ало, Томас, шо преш, како си, да сакам песна да правиме? Тоест беше муабето, сакам песна први да правим, па после ако ни тргне работа, албум да правим. Значи има идеја за албум. Идеја си има, да. Ако во глата ви се врта вакви тонови, вакви текстови и ваква атмосфера, значи со мене ќе имате проблем ако нема албум. Како да ви кажам, оти ваква музика на овие простори навистина е многу ретко. Јас многу сакам, особено таква меланхолична некоја атмосфера, и истовремено бунтовничка. Така, малце рок-н-рол е, не е баш само меланхолична, тематикава, тоа е приказкава што си вози музичка во нешто. Да, идејава е
да не зборувам во името на Готската Кантару. Идејава е да се направи некој албум, со некој концепција има човекот замислено. И така почна, дојде, имам песни, неколку, траки што ги вика, имам неколку. И ајде да почнеме од негде, не знаевме баш овде седев. А му викам свири нешто што да видиме. И случајно се одбра ова каденца, ова хармонија да се направи. И буквално ја направивме за доста брзо време, пошто, не знам, кликнавме меѓу себе, двајцата. Знаеш, во бендо, имаш свирено во бендо, знаеш како е. Ако се спосите заедно на хемија, тоа ше многу лесно се вади некаков продукт, било каков. Кој ќе се кликне, кој ќе се спои, кој ќе има хемија се е лесно. Да, и така да. Физиката после многу лесно оди. Физички после. Физиката многу лесно оди. Туку муаветов ми, јас сакам да те прашам една работа, пошто ти си почнат како гитарист пред да влезеш во продуцентскиот вод и така натаму, композиторски така натаму. Уште си многу млад, зошто не свириш активно? Каде? Јас сега да те прашам. Че најме место. Че измислиме? Измислиме место. Ти сад имаш желба да види, има место за свирење, за зависи каков стил на музика. Во емисија ќе си запалам цигара, да се знаеш? Апсолутно да се запалиш цигара. Од јас сум дома, можам да се чувствувам. Види, ја дома не можам да ти кажам што да правиш. YouTube не забранува пушење. И да забранува, што ќе го давиме на онакво. Да приватни пораки ќе го правичаме. Ќе треба да те правам со коцки, така во магла. Нема, има еден куп подкасти кај што се за свирење свирев, појма не одамна многу свирев. Многу и сакав да свирам. И сега свирам од време на време, тешко да ме кандисаш да излезам да свираме. Лани ме кандисаа да свирам, Волче ми се јави и ове Тапанарче во Благојче. На Jamming Session ме викнаа. Со Кире Гараловски свири? Не, предходно. Предходно на Прочка имаше нешто во Цепенкона. Аха. Ми се јавија за Jamming Session, то буквално ден предходно или вечерта. Ајде, викам, идам. Ме заинтересира што така доста помлади од мене сакаа да прават такво нешто. Како што го правевме порано во Пореја, ние тој Jamming Session, тоа беше едно од многу поубавите работи што се организираш. Донеси инструмент, остај го да го свириме или ќе го свириме или ја ќе придонесам, имаше таква една дружба тогаш. И пак ќе речам, не е само да свириш било каде, туку и треба да има и немаме пак локација се пред се. Таа Пореја што беше порано имаше невозможуваше такви простори, таква локација. Посебно правам мовет за ваква музика кој што ја негуваме ние. Јасно. Правиме мовет за алтернативна музика да можеш да се изразиш, да се искажиш, да осетиш како е пред публика, пред се како од дома са децава свира сите. Така сега сите има публика на TikTok, на YouTube, на Facebook. Али друго е да седнеш со гитарата в скут, друго е да излезеш во живо, да си ги осетиш кај што диша, кај што аплаудира. На крајот на криштата уметноста се прави за публика, нема ништо поубаво и затоа те прашувам од тоа кој ќе свириш пред жива публика. На крајот на криштата затоа се станува музичар. Не се погодило валјда и некоја екипа за да почнеме така да свирим. Еве се надеваме. Понатаму не ветуваме ништо. Не ти е исклучено. Не ми е исклучено како можност да се свири то воопшто, не, напротив. Само пак треба да се собере екипа добра за да биде и знаеш како и што рече баички години, не сме некои престари, ама со обавезите си го прасвајто треба да имаш време за тие проби со бендај. Пошто не е тоа само колку да поминиме, тоа е сериозна работа. Апсолутно е сериозна работа. И сите да бидеме слободни да направиме на проба треба 2, 3, 5. Не сме престари, ама на крајот на криштата кога ќе се ополиш на алтернативна сцена, ко прва пролет изгледа 40 годишниците сега од тие алтернативци под 55-60 години кои се активно. Добро, има во Скопје сцена, има работа, битола сцена. Скопје има 2-3 бенда само кои се Има поиќе, само не ги знаеме до толку. Изгледа не следиме ние, тоа ќе речам. Не сме престари, ама изгледа не следиме. Имаме наш гитарист што функционираше работи во Скопје веќе 2-3 години е активен таму, Кикацо. Поздрав Кикац. Еден од најдобрите гитаристи што го родил Прилеп дефинитивно. Покрај него следам онака колку што може. Има доста, малце е напорно пошто алтернативна сцена е. Не можеш, не знам ни мејнстримов овој попов колку функционира и тој до врајање, појда па ќе се врата, нечам никого да кудам, ама пак да не бегам од темата. Знаеш што е тој поп музика, тој е модернизиран збор за фолк. Оти фолка кој е за фолк за народ, поп иди од попули. Така де, исто е. Да, поп.
Само па друга, знаеш како, друго пакување. Различно спакувано и некој за истата публика е на крајот на краиштата. Иначе да, ако има некој, 100% ќе излезе некоја таква можност за свирка некоја да се направи во живо, бугари само да не слуша со овој муабетов свирка што го викам друго значи кај нив. Да не олд сниме работа. Имам јаги колеги од Бугарија кои што ги следа работиве, што ги работиме во Остава. Значи правиме муабет за свирење на музика во живо. Во живо. Не чалга, друг стил на музика. И со англиски ќе се разбереме. За гиг правиме. За гиг, за гиг. Гиг правиме. Знаеш, сега дори раскажуваше ми текна на приказна и неколку души ми гостува кои што има искуство на брод, а и ти имаш искуство на брод. Имам. И затоа имам еден фан факт дека уште си ја чуваш гитарата која што си ја купи, нема да ми речеш дека си ја продал. Една од гитарите чувам, да. Кога си дојде од брод, прво си купи гитара. Таа првата што ја купив. Ибанезо. Не, вака са. Првата гитара што ја купив од брод Ибанезо, тој први Ибанез, од Италија го купив од Спезија. Тоа нам крива на Кулаке што е тоа градчето. Особено појачалото го чувам од таа гитара. Како бандал го зедов оне за 200 евра нешто ко за почетници. Оти немав инструмент, имав класична гитара си носев таму. Таа гитара ја продадов. Таа ја свирев доста, таа имаше во прв многу свирки и скрепено. После пако заменав, си купив еден друг Ибанез, тој овде е во просторијава и тој го свирам многу често, тој е доста онака, знаеш, гитара ко за мене правена, кој ќе ти рече, знаеш, custom made. Таа е таа, си ја чувам уште си ја нагувам, уште ја свирам, солото последно кај Кантаро го свирев на незе, а другите гитари на друга гитара ги свирев до душа и ја користам многу често. Во незе. Да, тоа Кантаро си ги свири ти. Кантаро си ги свири? Да. Супер. Ти ако конкретно за таа песна, најпресно што е тоа, таму ги свирам и едно ESP LTD сега си купив пред некое време, 2 година може да има, и тоа ми е доста накав гитара, таа неш дава телекастерски, ама со такви ние, са малце технички, че ги заправиме мобетиве, со EMG магнети, со не знам што таму, и Кападастер за Фендер. Кападастер за Фендер, Федер фуфната и цинцилатор, нешто смене, ти се им дава посебен шмек на знаеш како секоја гитара свој карактер дека си дава. Тој кој ќе те праша жената ти Тома зашто имаш толку гитари и не можеш да ја објасниш. Треба да ја објасниш на Gibson да речеш ова туруруруруруру, ова дан да дан дан прави тие се тие работи. Али да, накев ми е таа гитара уште ја чувам. И уште ја свирам и ретко продавам инструменти или давам инструмент. Давам, слободно, земи, можеш да ја свириш, ама да ги така не знам приврзан сум за нив, пошто има некоја историја. Знаеш, секој инструмент е интимно нешто за тебе. Како катаните што му се на самураите, така ти е гитарата тебе како матичен инструмент, да. Мада последно време, последни неколку години уназад со Мистерија Буфо, мислам представа, ако работевме во жива музика правев таму, заедно со Димитар Георгиевски Митата, поздрав и до него. Почнав да свирам народни инструменти што многу поинтересно ми е тамбура, домра, не знам некој селски тапан, интересно ми стана. Сега еве сакам да почнам саксофонче малце да фатам да свирам. Ајде се на дувачке? Па неам пробано, имаме еден предизвик со Филип Јездич моментално. Тој денеска овде седеше да му се пофалам преснова. Му втаса флейта. Објавил на Facebook за флейта. И сега викам ти флейта, ја саксофонче, почнам писка ја ќе свирам. Тоа беше мавец. Се радуваме кога деца мали, ние што сакаме да свириме било какви инструменти, кој ќе ни го даде инструментот, кога дете мало сме убавни. И уживаме. Музичар во музичка продавница, ти е дете во продавница за шекерчина. За играчки или шекерчина, да. По дефолт на крајот ќе ја прашате цела продавница и трзалица ќе скупиш. Така и Та најефтина. Тоа е приказката на децата шејкерот му е друга, на музичарите музиката. Така, инструменти посебно, да, различни што се. Друг карактер ти дава, друг начин на свирење, други видици ти се отвара со друг инструмент што не ти е познат пред се. Али пак, жичане во смисол можеш да најдеш некоја НЗС за свирење. Са дувачки е сосема трето нешто.
Сега ќе треба да... Че треба плујчева да ја намалам со цигари за да... Цигарите има, не тоа ми падна на памет. Сега го почнавме муаведот, те најавив како борец или бројач на денови од последното ветување за театар, и сега да објасниме за тие што не знае. И некој Тоје Темелковски е тон мајстор во Прилепски театар. 15 години. 15 години. Сега сакам да те прашам како ти влезе како тон мајстор во Прилепски театар. Како се случи тоа? Ти знаеш, ти си бендовски човек, како влезе во целата прича? Јас пајкава со Бродо. Се вратив од Брод и таму ствари ми се случи тој пресврат, јас што сакам да правам со музиката. Тоа е многу интересно. Работев таму како surveillance, тоа значи камери, видеонадзор некој, и седиш во една канцеларија, сам си на смена, претежно вечер на која смена, тоа од 12 до 8 сабајле, досадно е, нема ништо, нема активности, немаш работа многу, и гледаш во тоа камерите, што се вика на монитори, си ги менуваш. Так. Имаше она Рафси што го вика, а тоа е Немирно море, една вечер огромно немори, знаеш, го осеќаш тоа, ко 7D кино да гледаш, а тука. И си менувам камери и гледам небово и водава спаени грмотевици. Знаеш, што ми е најинтересно кој че има бура? Одење по скали. Тоа е сегде по ходници. Како кој оди нагоре не можеш да се качеш, кој че след мислиш че летниш горе. Одма вака вум прави. Тоа е многу интересно. И таа вечер седев по 2-3 можда беше сабајле сато. И имавме едно компјутерче и тука винам плейлиста, кој како дошол од сегде од светот што работел на мојава позиција, си остава музики со USB. Бе музика правам моето од некој српски турбофолк, некој србин ако бил, или не знам, романец, романски, филипинска музика. Имаше еден фолдер, метал пишуваше на него, или рок, нешто така беше. И цел тој го пуштав за цела смена да си тера рандом. И се погоди моментов така со морево со бурава и нешто од Nightwish почна на готицине. Од кажем 2007 можда беше. И дали Century Child беше, некој од тие албуми што беа по Pirate of the Caribbean, малце што звучи со оркестрација. И стом вака и ужива во нешто овака. И викам, шо правам бе јас овде? Цело време музика слушам, цело време свирев таму. Свирки имав во среда, во Тајланд се сеќавам, во Пукет имавме свирка, после Малта кога одевме, Малта свирки правевме, па наброд Крушево правевме, свиревме. И викам, чекај бе, малце шо правам јас овде? Јас викам, сакам да работам. Сам да свирам. Кога се вратив, почнав со свирањево, активно со джеминг сешони правевме, па бенд направивме, Апореја свиревме ваму таму. И еден ден на кафе во Апореја, одам, Биџо, Малио што го викаме Биџо, ми вика, ој бара еден човек в театар. Зашо бе? Абе не знам нешто таму со софтвери и нешто. Маткале ти работиш, знам Cubase, Mubase, нешто тоа што почнава пред 2 години веќе. Тоа беше 2010-та за Антица. 2010-та. За август, септември, нешто така. И поидов... Антица ти е прва представа која што ја водиш како тон мајстор. Прв пат влегувам таму театар. Не си само тон мајстор, таму си... Че си објасни. Тон мајстор. Нема таа работна позиција што тон мајстор, ајде нека види. И дојдов театар, добар ден, со Маријан Нечак се начекавме, дали? Така, Маријан Нечак е композитор. Композитора на представата, Бранко Брезовац, прв режисер ми се погаѓа, и директно во оган. Влегувам, микрофони, не знам колку имаше, мюзикал се правеше, тоа беше од сите страни се игра. Башка ми беше убаво тогаш кога дојдов, сите мојава генерација на луѓе беа влезени во проектот. И функционираа. И така ја в театар дојдов, уствари, од кафич ме викнаа. А уствари дента ми се јави Чавле, вика, бара човек в театар. Да, му викам, в театар сум. Моментално веќе и така прв ден влегов, почнавме да работиме и од тогаш еве не сум застанат со тоа кон театар и театар. Мада и претходно јас имав во средно Струмица дека учев со театар опознавање. Глумев аматерски. На ДАФ требаше да одиме. Имаме и заедно глумено во Алан Форд. Во Алан Форд имаме заедно глумено. Да, се менувавме со Трпче, тој да глуми и да пушта музика, па јас и обратно. Да. Те стварно таму ги пушташе музика и глумеше во една сцена две како бе. Две улоги имав, со 2 пати требаше да се преслечам и бев облечен со 2 костими и седнат напред музика. Знаеш колку беше Жешко? Знам. Многу Жешко во беше. представата. Да. Многу Жешко беше. И така јас театар влегов, ствари од кафич ме викна,
Оти си работел музички софтвер, беше работел или требаш? Значи, како човек кој што си имал искуство на врат, сепак тие се работи пред монитор, елементарно се слушаш, то ти е некој... То беше втората работна позиција, прва беше пажустра, ма добро. Просветлување, си го губам времето овде и така. Знаеш како? Почнуваш Бендовски и сега, оти бендовската работа си е динамична. Сам си кажа, се проби, се свирки во живо и така натаму, сега треба овде си во позадина, не си на хотспот, не си на... Да, не сум front of the house, што би рекле, напред на ова. Сакав да учествувам во нешто, ама да не бидам виден, туку слушнат. Да не бидам шоумен напред што сака да прави нешто и сакав да си експензија на видици да направам со композиција да почнам да се бавам. А за со композиција да се бавиш на сцена не можеш да се бавиш, треба да свириш. А да се бавиш со композиција, колку што можам се бавам, не знам, е толку многу валја, то че кажи времето и луѓето, ама... За колку представи имаш правена музика да сега? Ами просечно 4 представи годишно мисля. Значи... Во овие 15 години веќе, сума сумарум просек барам. Значи, некој пат имало и по 9 представи во годината. Добро, значи ако правиме... Шизофренија да фатиш што е на компонирање во различни стили. Ако овде правиме за 100 представи, па секако. Ако немам CV-то, не ми апдейтирано. Сериозно, јас не сум знаел дека толку, јас знаев за 10 на 15. Не бе, лани шо бевме? Лани не затвори, Оломнани. Лани пошто беше 2025-та. Оломнани 3 премиери имав за 3 работи, ти треба скроз различни. Учебникот беше, Бура да не беше лани, Оломнани и По име Господин, мислам дека бе. Тие беа сосем 3 различни тематики, различни музики, буквално. И така да попосле ме затвори, ја знаеш тие работи и така. Ми беше мало ето претходно. Сакав да се затворам во 4 зида, да интима да имам моја за музика да си правам. Да пробам да правам. Па да пробам, знаеш како, да миксаш, ефекти, еквилайзери, па еден период заборев да свирам. Знаеш, немаш време да фатиш ти гитара, мора да се посветиш на... Да ја научиш други во програмава, да ја научиш некој... джидже. Да, некој джидже. Сега со глушешто си играме и со клавиатурата. Точно така. И не знам, така спонтано, непланирано, можда ми било подсвесно сакам јас ова да го правам. Да, сакам да свирам. Сакам секакви инструменти да научам да свирам. До пензија, да речем, или до 80 тешки да живеам, многу инструменти сакам да научам да свирам и да експериментирам со различни луѓе да пробувам нешто да направам. Чеки се, ако правиме муавет за тоа дека сакаш да компонираш премногу за театар, компонираш... И за мене си правам, само немам објавено. Нажалост, си велам че објавам за брзо. Зошто не објавуваш? Нема си велам, зошто не објавуваш? Пошто се претура алтернативни музика, ја можам да претпоставам шо правиш. Види, имам јас направено и музика за балет. За Германија 2 пати работев, се сеќавам со Бојан Мицев и со Игор Киров и Драгана Милошевски. Имаме правено, прв пат Едипе работевме, па после правевме за 13 ноември ослободување на Скопје беше. Правевме музика за балет, значи филмска музика за балет, компонирано од Адоша. Тоа сакам како албум да го извам парче, но Грнчаро нема грне емуавет. Секој пат ми излегува за некого нешто да треба да сработам, за некого. Јас сум дел од тој процес. Ама за моето никој пат не си оставам време да речам, сега отиднеш како ние сме малце самокритични, сега треба да го испегламе тоа. Ми фали мене овде ова е предолго парче, да го едитирам, разбираш? И од немукајет не ми е ништо сработено. Види, тоа ако чекаш да бидеш 100% задоволен, никогаш нема да бидам 100%, ама барем она финал, билам конкретно, знаеш, работаве уште една недела, ништо фазла. Ама секојаш е таа уште една недела. Работиш во театар и добро го знаеш тоа, ако еден театарски режисер нема дедлайн, и секој пат имаш идеја плюс дали со видео доди запис, дали да ти правиме мувет за музика од сат и 5 минути, не правиме музика за една песна. Значи, толку и беше музикава за балетов и тоа ми е како парче што сакам да го скоцкам, знаеш зошто сакам да го скоцкам, да го направам за слушател. Оти друго е парчето визуелно да го гледаш со балети или со представа, ти такнува. А да не биде, а друго е да го направиш за слушател, да има градација, да има точен така, ритмикава да се погоди. Кој ќе работи за театар, за филм, музика, таа е во функција на сцената. А ова е направено во функција на сцена и сега треба да едитирам во функција на слушател. Сега ќе до 45 минути наместо сат. Така. Тоа е мовето. Сега
Значи чекаме музики, чекаме... Па има, се работи. Муабетов ми е сега да одиме на кај длабоката вода. Глупо е да те прашам, ама морам да те прашам. По тоа како го манифестираш секојдневно на Facebook, прашањето како го доживеа затворањето на театарот ми е глупо, ама не можам да не прашам. Сакам да ми го раскажеш чувството. Како го доживеав, ги имаш со колегите мои постари што се повозрасни, извини да се изразам постари, може некој да ме и се налути. Порајно мобето и како го доживееле и тие после толку година, а ние се затекнавме во таа ситуација. Како можеш да доживееш кој ќе ти го снимат дома? И идиш, не, тој физички е тука. Ме разбираш? Ама не можеш да си влезиш. Не можеш да се сготвиш, не можеш да си туриш пијачка, не можеш кафе да си свариш, така. Не можеш бавчата да се ископаш. И тама. А тука го гледаш, знаеш, ко сладолед преку стакло да лижише работава. И си викаш, зошто ова, не мене зошто ова ми се случи, то требаше да се случи, дали мене, дали покасно, дали и порано можда требало то да се случи, доколку во оваа ситуација беше тој објект. Тоа е факт. Но зошто досега не се решил тој проблем кој ќе ме болеше мене? Тоа е прашањето. Тоа е побитно прашање отколку зошто не затвори. Знаеме зошто не затвори. Тоа е факт. То требаше веќе, ја читав една статија од Тачко дека во 61 година објавена дека театарот не е, како беше, не можам точно да го цитирам со своји зборови. Мислам дека имам сретнато по прилеп стари фотографии. Нешто негде, да. Најдам и баш ќе го... Да, театарот веќе не е погоден за публика или нешто така беше, се чека Домот на култура да се изгради. Так. Значи тогаш тој муабет се гради ново нешто, како сега што ние уште театар што ни града. Значи уште од тогаш од 71 да речеме, театарот не бил во функција. Театар, зградата. Види, на крај на криштата театарот кој што си го знаеме ние или стариот театар, затворениот театар, тоа е било отворено кино. Таа е адаптирана зграда за привремено користење каде што би функционирал Народниот театар Војдан Чернодрински. Точно. И муабетов ми од таа адаптација до ден денешен, тоест до годирањето на клучот, е привремена зграда. Исто се случува и во Скопје, драмски, МНТ стари сега кај што функционира комедија. Сите тие се привремени градби. Нешто кај нас во ова државичево многу работи кои што треба да се привремени траат 100 години. Епа, како да речам, партизанска е изградена од 61 до 71 цела улица. За 10 години со се згради. Значи, правиме мојот после војната, така? Значи може да се изгради за 10 години. Апсолутно. Ама сега оти викаме во тоа време. Нема време, не е битно времето, битно е луѓето. Не е исто динамиката на градба во 45-та по Мора да ги изграда сега нешто ново ко тогаш изградиле? Не правиме ние го уништивме и точно не го изгради. Не, точно е квалитетно. Да кажам, времетрањево на градбава некако ние нормално си имаме помирено со фактот дека ова ќе трае, има време, треба да се изгради. Не, зошто да трае? Шо е поентава да трае? Заради некоја тетка жане што ќе кочи со печатот, така? Претежно заради тоа карикирам. Да нема некоја жана да ми се налути со печат вистина. Жане, извини, не си директно таргетирана, не знаеме која си. Не знаеме, да. Немој Жане, жити мене, така ми дојде муабет. Ми муабетот, знаеш како, помирени сме со фактот дека има, не, чеке се дур да почна да го града, пример само за театаров ако правиме муабет и за било шо, треба време. Не треба време, зашто време? Арно, ама, на некого му одговара за нешто некој пат и проблемов е кај нас што не се превзема работите на примопредај. Ме разбираш? Еве, ти си правиш емисија сега, утре решаваш да ми ја прадеш мене емисијата. Или не решаваш. Ме назначува газдата твој да речеме, јас да ја превземам емисијава твоја, ти се лутиш, си заминуваш, така. Ја не знам ти што си правил до сега ако нема пишан материјал. Значи, примопредај да направиме да продолжам треба. Твоево да го унапредам подобро да биде. Како со сите институции, со сите
планови на доградба, на реализирање, на урбанистички, на било како. Немаме континуитет на Па работа. нема, ти од Милкио е сега работа и тука се Елементарна е работата, значи кога ќе правиме муабет за континуитет, еве 2 години го работам, скоро ова година и 8 месеци 9, некаде 16 април ќе биде 2 години, се надевам че славам и 2 години во работа. Не ги брои со денот само кон мене. Не ги бројам за ден. Многу изгледа во денот. И прво се занимавам баш од културата со општините. Така. Општините немаат континуитет со Facebook профилите, немаат континуитет со веб страните кај што мора да имаат. Значи, се менува градоначалник, се менува Facebook страната на градоначалникот. И се што се правило во општина во претходните... И затоа сме побрини со факту има време че се изградите. Никој Кружен не тек знае. сега правиме, така, каде на Табана. 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 Тој кружен тек планирано што е така Не пред знам, 20-15 години проект. прилика- Нема веза. Го земаме како Прилика, пример. ние прв пат кога слушнавме ново градење на Така, никој не го продолжил сега. И сега, например, еве да се случи промена на Чоеков, што е градоначалник моментално. Чоеков што е градоначалник, па човек. На градоначалников, да се случи промена, тоа ќе застани, така? Пример. Работеше и со театаров истото, никој не превземал ништо до сега. Значи никој не превземал ништо, само можда се мачкало, се ташкало нешто. Секој си знаел како. Си најдувал Или не се решение. ветувало искрено. Или па искрено не знам кој ветува, да видиме, да видам да не веруваме работа. Не, работата е, знаеш, кога се снимавме со Дани, и кога разговаравме оваа тема, баш рековме нака, не ни ветувајте повеќе на Да, доста е. Направите го изненадетен. Не ни ветувајте, не спомнувајте. Сега за жал И затоа почна и броење, затоа си броиме. Затоа почна броењево, станав со вајлето после изборите, тоа во недела беа понеделникот. Си седев едно кафенце, викам, сад ќе си направам, утринско, и седам, викам, чекај бе, денеска е, оти правиме мојот ветување на театар, има, охо, кој сакаш, you name it, it's there, сите го има ветено. Нема толку политички партии, толку членови во политички партии колку што има ветување за театар уназад правиме мојот. Значи, нашава генерација памти прв пат, ја памтам баш кај на тој мост Табана кај што сега се прави кружниот тек, ме сретна еден човек од општина. Така. Јас бев, не знам, прва, втора представа в театар. Тргнате проект од општина во министерство. Ама на Плетвар, кушлук. Најверојатно. Снегол ги има фатено, нема ли Ова ти синџири. кажуваме 2007-2008 година. Јас прв пат кога слушнав такво, Го фативме проектов со овој, тој е супер проект, нека го направи, се нека да прави, јас немам ништо против, само да не закочи. Тука е проблем, иначе немам против, нека се гради, нека се прави слободно. Види, правиме муабет за театар, не е само нека се гради, треба да се направи кој што треба. Така е. Оти не се прави за наредни по 5 години да се прави не знам какви Види се, реновирања. да не е се толку црно, брањето се продолжува. Че си го браиме ние, не знам до кога, тоа може да е абсурдно че стане веќе и без значење, ама не е без значење, друго е секој ден некој со игла да те боцка малце по малце, не мора секој да види. Доволно е, знаеш, 10 души, 5 души да го споделат тоа нешто. Апсолутно. Знаеш, колку толку влијае негде тоа. Види, мора. Не можам ништо фазла да направам, не можам да го изградам театарот сам, физички, да можам, че го направив. Така. Види, наше е да правиме Ама притисок. притисок, така. Оти без притисок на јавноста, политичарите Точно. не функционираат Точно. никаде, не кај нас никаде. Нормално, како Разликата- граѓанин на оваа земја и како граѓанин на општина Прилеп, ја чувствувам должност да кажам дека ова мене ми треба. Не само како јас што сум вработен, Не туку тебе. на секој му треба. Прилеп без На театар не е младинава му Прилеп. Абе без култура еден град, тоаш Види, не е театар, е дел од културата, ама Прилеп без театар, особено Прилеп Посебно без Прилеп, театар, да. не е Прилеп. Прилеп го има театар како една од ретките работи кои што не знае цела држава. Барем културниот Прилепски свет. театарски град е Прилеп, точно така. Имаме чернодрински игрите тука. Да се надеваме, јас пак ќе речем, не сум толку песимист, пошто пред некој ден бевме собрани в театар, во Стариот театар. Легално појден, иначе да не се буне инспекторија да рече што правевте, не правевме представа. Не се секирајте, не правевме представа. Не собра архитекто, тоа го имаше најавено и од локалнава власт. Архитекто да не праша, што е доста ферски во ред тоа, така треба да биде, кои се потребите ваши за овај објект, сакаме да го реконструираме.
Супер. Кои се потребите? Еве го планот, постоечки што ги имаме, да видиме, пример, конкретно мене ме праша и колегата што е за светло, кабината кај да ви биде, како да ви биде, видов во театри, ми се пожалае таму колегите, актерите за гремиорните, туш кабини ви треба според закон се да биде, знаеш и тие работи, и тоа беше супер. И сега, еве јас да не знам, можда тоа е најавено веќе, сакам да кажам дека не е толку црно, нешто имаме муабет, некој надеж. Ми покрива, ева ми го покрива. Ами ти го кладе на ланчева, јас мрдам, жив човек сум. Добре. Така да че се надевам дека за брзо ќе почни барем што викаме багеро да дојде, да истурка нешто, пошто сега има и работи од театар што се доста треба да се извади, треба да се складира негде, нема простор за складирање. То треба, значи не е се за фрлање. Не знам колку е седото возможно да се изведи Пак ќе речам, според стандарди, затоа што задни влез, службени влез е во приватно место. правевме и за тоа муавет прашавме. Најубавие прашање да се постава на соодветниот човек што веќе го работи нешто. Фирма е валјда некоја за архитект, што си е, тој си прави прво нацрт. Да види во постоечкото. Види, сега најверојатно не се прави, сега само се збира информација, дали е можно да се што веќе го работи нешто. Фирма е валјда некоја за архитект, што си е, тој си прави прво нацрт. Да види во постоечкото. Види, сега најверојатно не се прави, сега само се збира информација, дали е можно да се направи. Така. Што викам, надеж има пак, секој пат малце, колку ќе биде, кога ќе биде. И то не знаеме, броењето ќе си продолжи, до кога. Ме праша еднаш, до кога ќе броиш. Информација за 2 години, јас што ги знам. Да речеме, тешки нека биде за 2, супер, толку и треба да биде. За 2 години се прави. Но да речеме дека нема ке Жане печатот до заглави. Пак ќе спомним. Жане не се лути. Жане не се лути, ама да го спремиш печатот, кога ќе дојде до кај тебе онака готов да си да, и затоа ти викам, има надеж, ме праша некој претходно до кога ќе броиш. Вика, еве, демек, и ќе се почне да се гради, ако се почне. Викам, то не значи дека е изграден. Значи, продолжуваме со броење, дури јас не цапнам натре, како публика можда. Така, може пензионер ќе видам тоа. Има се вели една работа. Дали како учесник, дури не цапнам натре, тоаш прекинуваме со броење. Дури не станам од публика да штракам на крајот на представа. Точно така, аплауз дур него да има аплауз. Многу е просто. Иначе се соочивме со бајчки предизвици, тоа е факт со тоа театар затворање, лани и со игрите истото беше. Годинава ќе биде истото. Не, ама годинава веќе подруго знаеме што начека. Лани шок ни се случи со организација на тоа. Добро, беше и Цепенков затворен лани одреден период. Цепенко имаше шанси да се отвори побрзо, пошто беше тој мојот, ама знаеш како планираш ти сега како селектор таму директора уметничка. Ти си дел и од организација стварен на МТФ Војдан Чернодрински, тоа да кажа. И таму имавме проблем, требаше организираме ние да направиме во една сцена толку многу представи да сместиме. Како би го направиле тоа? Тоа на сите шок, пошто кога не затворија. Март нешто така беше. 16 март беше трагедијата. Значи по недела. Март крајот да речеме беше, а веќе април, мај е при крај на организација на игри, веќе скоро селектирани се представите. Ние си имаме еден од игрите, ние го организираме цела година, за после за тие 7 дена, 8 да биде секој што треба. И са шок на организмот ни дојде на сите тоаш во организација што бевме. Посебно мене како технички директор таму. Ти треба да ги сместиш сите, да ги погодиш, да ги поврзиш, капли, мавли. Баш като. Како да ги сместиш на сцена, како да не да, на сцена, да. И во хотели проблем му даде од логистика што има луѓе ангажирани за тоа. И викам како ќе втасаме ние така 2 камиони со сценографија треба да иде. Едните да товарат, другите да растовара, ама го изведовме некако наглана за тоа и профункционира. Знам дека лани ние имавме таков момент со Прелепскава представа и драмски. Во изден бевме, драмски почна 7:30, ние во 10 требаше да почнеме. А ние бура игравме, таа е камерна представа, седишта да се наместат, чиги да се наместат, музика во живо јас да наместам треба да свириме. Ама го изведовме. Значи, се е возможно, сакам да кажем, не треба 2 години за да ја наместиме представата, туку се прави ако се сака. Види, се прави ако се сака, ама за некои работи мислам дека треба да се застанува затоа што
особено уметниците секогаш може да изведе ако сака нешто и да се адаптира и да се прилагода и така натаму. Па да, уметноста е ама крв истовремено тие што треба да ги обезбеде условите, мислам дека во глатна опина, овие може и вака. Така, од Опинок Чамец правиме уметници сите што се бава со уметност, тоа го знаеме. Ама ако го немаме ни Опиноков во случајов го немаме Опинок, нема шанс да направиме. Значи, рептен до дна е работа. Значи, тоа треба да има малце ќе направиме, тоа е факт. Еве и со музикава што снимаме, таа со било кој што правиме, ние од Опинок Чамец правиме. Тоа е факт. Толку ни се можностите. И тогаш си погорд на себе, од ништо нешто кој ќе направиш, тај видео спот да снимаме, знаеш, кој ќе направиш од проста идеја да изгледа убаво, барем за тебе да изгледа убаво. Публиката друга ми идејата, знам дека кој ќе направиш со многу малку ресурси, кој ќе направиш добро дело е гордоста и те разбирам. Од тоа што сме го правеле така, Арно му ќе помина, ама сега го немаме ни то, сакам да кажам. Сега работата сега не можеме да направиме. Така. Значи да не се доведуваме во таа ситуација, да правиме од Опинок Чамец. Го немаме Опиноков. И на крајот на краиштата, земја без култура не е земја, град без култура не е град, град без Прилеп без театар не е Прилеп и дефинитивно ние како земја која што нема други ресурси, ние немаме ни нафта, ние немаме ни газ природен, ние немаме ни злато, ни не знам чуда и така натаму. Една од работите кои што можеме да ги извезуваме реално е културата. И тука не треба да се зафркава никој кој што е одговорен. Таа амбасадор на оваа земја ве сега пред известно време не застапува, дали танец беше, дали филхармонија свирија негде во Аустрија кај беа и тоа беше гордост. Така, па и со фудбалов, ајде, со спортов е истото. Тие се амбасадорите, таа државата репрезенте сме така, културата и спортот на крај крајава. И да ја донесиш до ова ниво, не конкретно са не за сега нашиот проблем Прилеп, со Прилепскиот театар, ама низ цела Македонија се случува. Куманово, Струмица се случува, сегде се случува. Значи, Прилепски театар е метафора за целото општество. Од тука мислам дека е да, тоа е јадрото. Многу актери посебно, режисери, до ден денеска има млади режисери што се во контакт што се стапиле или после премиера сум гледал представа, ми викаа со кеф сакам да работам со Прилепски ансамбл. И му викам супер сега, каде? Тоа е убаво да работиш со Прилепски ансамбл. Тоа што го правевме муабети со Најдо, особено тој Прилеп си имаше и си има посебен дух и посебен однос на театар. Без разлика ние што можеме на одредени моменти да делуваме како прилепчани вака или така, или односно и љубовта на прилепчани кон театар, мислам дека е неизмерна. И тука тоа се покажува и со изведбите. Мислам дека имаме проблем со манифестацијата, манифестирањето на љубовта како да, добро, можда како менталитет сме како менталитет, инаку дека таа е длабока и дека е голема е неспорно. И па види имало на пример кај нас спете Нови град, не знам колку е градов. Немам некоја 55.000. Ето, од 70 на времето што бил, да речеме, со се околни села, тоа е така. Со се околни села е 70, мислам, после последниот попис. Пример да речеме, без разлика, редовна театарска публика ние имаме редовна, правомето околу 4000 секако. Да не претерам. Значи, таа е редовна. И тоа не е малце. Не е малце, тоа се 200 души, ако е на сала 200 до 300, да рече, 230 беше стариот. Са тука пак се класифицира, зависи што представа секој со вкусоите, ама редовната, таа што сака секој пат било која представа, да ја посети и тоа не е мал број. И замисли сега тоа да го растиме треба. Ама не можеме во случајот да го растиме. За да го растиме треба и добри политики и за детски. Наместо да правиме сега ние муавет за репертоарска политика, јас што мислам, така, ти што мислиш, некој било кој трет човек да го замиме на лав муавет ваков да си направиме, што мисли, знаеш, комедичина сакам, наместо да одиме да градираме на подобро нешто, така, ние се вративме back to primitive. Не векот не кон темелите, немаме зграда. Немаме зграда, не може да правиме ние за што представа, че кој премиери годинава ќе ги правиме или кај ќе ги правиме. Кога го затворија театар, напишав само еден статус и тој беше сега треба прилепските драматурзи да ја напишат представата со име Прилепски театар 90-2025, да си ги зема прилепските глумци, режисерите за рака
и да направат представа која што ќе се игра во секој чоше. Јас кога не затвори имав идеја таква, пошто малце можда и не знаеш како пак, не знаеш човек како да реагира во таква ситуација кој ќе затворен се скроз, дома го немаш. Првите денови знаеш онака колку прво тешко ми беше од ситуацијата во Качани. Тоа шок на сите ни беше, тоа беше страшно. После ова ми се случи нас, што сме како, не знам, што дишиме ние со театарот цело време, што произведуваме театарска уметност, ајде да се изразам. Бев така во герила момент, во амфект некој, да ја викам представа да направиме да име пред министерство да играм. Па затоа велам. Во секој Ама нешто тогаш некоја поема нема атмосфера беше некакво као не знаеме што ќе биде, чекајте, не знам што. И точно трпче му се јавив, му реков брат, имаме ние една представа наша што си ја направена Делириум Тременс пред неколку години, немавме играно бајчки време. Дај викам да ја вратиме, ќе играме било каде. И тогаш игравме во Дипломатик, па во Бросија игравме. Да. И тогаш пак се врати представата некако, пак за секој зошто има затоа некако работите се случува убо. Гледаш, тој револуционерен дух ми фали кај уметниците во принцип. Да, фали. Фали револуционерен, онда што го направи на пример Дани. Да, фали. На 3 ноември. Тоа што го направи Дани на 3 ноември е нешто кое што треба да биде на дневна база во кај прогресивниот свет. Ама тоа дојде... Реално сме мала држава, так. Прогресивниот свет е многу мал, тоест секаде во одреден процент, па сега уште ако е тивок... Бе видим, уметниците во принцип најгласни се сега. За било што. Не мора да е само за театар, може треба да поддржам и образование да го поддржам. За се, така. За се. Ама не знам затоа викам кај нас се случи, а Дани тоа што го направи од се срце поддржувам и се јави вечерта баш и викам не само јас да споделувам дено и викам еви некој да превземи, оти пак пази и то треба храброст да го направиш и прво треба да имаш добра нарација и говорност. Да, еден од редовните споделувачи на броењето на денот. Да. Значи треба да имаш и ти не само да излезеш да кажеш колку да кажеш, треба те бива за тоа да го направиш. Види, тоа треба да. И тоа е супер што го направи. Можда луѓе не се согласува со тоа дека ај не беше место за тоа да се каже. Напротив, не бе брат. Местото. Нема тука место, нема место. Тие има гледан Оскари што вела дека не е местото. Јавно место е, начекав момент, че си пак не беше на нешто вулгарност или Монализа испрскавме со боја, така. Не, беше точно кој што треба. Наместо, точно кажано, реалноста в лице. Тие значи имаш холивудски звезди за време на Оскари кај што ги псујат америчките председатели. Ги псујат буквално. Беше Стив Мартин беше или некој кај бе така со евреите беше. Сега имаш на пример, вирални видеа на последно Джим Кери видов кај што го нарекува Трамп идиот јавно. Тоа ќе го видам стотици милиони. А кај нас може да те тужа за тоа. Не може да те тужи за тоа. Не знаеш ти са тука може да најде. Може да те тужи за глупости. Може. Ако сака, правиме муабет за уметникот треба да ја превземе таа одговорност. Треба да биде глас на обичниот човек. Добро, не секој може, затоа реков, види, партизани биле 100 души, војводи биле 100 души, па другите уживале слободата после. Ама треба да бидеш свесен да си ја сносиш таа последица на така негативна, позитивна критика или било како. И не секој има храброст да го направи, и затоа ги поддржувам луѓето што буквално има храброст, оти така, се фативме малце за црнила муабет нешто. Абе види сега и последна представа в театар ви е црнила. И храброст треба да имаш да отсвириш нешто така в студио да влезеш. Ми муабето. И тоа треба да се поддржи. И тоа треба јавно да излези. Така, и тоа треба да се поддржи, треба луѓето да ги поддржуваме некако јас секој пат тоа што мислам дека е добро, нормално секој има свое мислење, го поддржувам од секој смисол, од секој аспект. Апсолутно. И сакам да има такви креации некакви. Тоа е креирање пак, не. Секојаш. Јавно мислење имаме сите. Сите имаме одговорност кон ова општество нешто да придонесеме. Апсолутно и проблемот што во нашево општество, особено во нашево пошеве, да јас гледам сцена и на Балканов. Не мора да одиш по големи земји, не мора по Америки да одиш по Англија, така натаму, кај што имаш сериозен хумор, сериозна сатира, сериозни уметници кои што се влијателни и може да покрена народ. Правиме муавет дека кај нас е толку тивка што на вистина на луѓе кои што нема завршено четврто одделение, не може да сврзат две реченици правилно, стане креатори на јавно мислење.
Нажалост така е и А што би рекол Балашевиќ, криви смо ми што смо их пустили. тука Нису криви примитивци. Така е, што си дозволивме во кој во удобно столче седнате, кој арно ми е вака, кој не знам како, али да, тука е. И кој ќе го земиме театарот, кој што реков, како метафора на целото општество, мора да излеземе од конформизм. Мора дефинитивно тоа да се. Оти живееме тука, растиме деца тука. Сакаме да ни расте вакво општество? Не. Види, не знам како да го сменам јавното мислење. Наеднаш, не може тоа да се Може, случи. ама со ова што го правиме во Ама лабето, сите до треба тројца да придонеса нешто на било кој аспект, било како, не мора да е конкретно само да биде бойкот или револуција, туку доволно е само да креира, кој што реков. Значи, прави детски представи. Да. Ама нема и, знаеш како, немам чар, не ми излегува. Нема чар. Во уметноста не се работи за чар да имаш, не се работи за пари да имаш. Тоа е бизнис веќе. Ти работи го нешто од љубов. Ама знаеш како ќе речи, чекај малце, има гитаристи што ги познавам, што одат са бајле на работа од 8 сато до 4, пример, вечерта оди заминува на свирка. Да. Така, Јас сум на го свирка правил. за 500 денари можеше свири. Јас сум го правил и Така, сум за свирил живците да ги смени. Да, бе, да. Ама се придонесувал нешто, барем за ноќниот живот, за некој дете да се инспирира од тебе, да речи да Така. го видиме. Не мора да значи јавно да излегуваш, така? Доволно е некој пат да креираш нешто, еве го, објави го, сподели го, уметност, да разбуди некое чувство во мене, да речем, абе чекај, можам и ја да креирам, да се слободам. Или не мора да креирам, денеска колата ќе ја поправам со крцкалката, Так. музикава ќе ја слушам, Томе што е правил, Мики што е правил, не знам кој Кантаров, Неважно, правиме ова дека треба да се креира истовремено Цело треба време да се трупа. Да се биде доволно гласен, но ти види кој ќе не си гласен, не ти допира ни уметноста. Па Мислам да. дека има агресивност. Па еве ти немаше да ме викнеш на интервју ако не објавував 100 ден. Ти текна. Не, ќе те викнев. Ајде ќе ме Ќе те викнев, ама немаше да биде ваков содржаен муабет. Чекај логот. Така гледаш. Како учиш? А оти мајци не испринташ ваки, но гастиве да му ги даваш да си ги облече. За поголема Па да се гледа логото или банер да клавам. Не бе, треба да биде бели, гледаш. Така е да ти во бело. Јако да сменам. Ај ќе помислам за второто интервју. Второто интервју по неколку години здрави и живи, бела мајца Барам ми спонзор за печатање мајци. Ете, спонзор за печатање мајци на ТВ. Ако ви го правеше логот, ќе ја да те прашам нешто. Саша Спирковски. Кој е Саша Спирковски? Тој ни е човек кој што ни е задолжен за одржување на се што е техника, од компјутери, вебсайт и така натаму. Поздрав. Сакам да Сашо. го прашам зошто ги има сите RGB. И сивко е ова? Не бе плаво. Не, RGB ова, Red, Green and Blue. Па затоа што се телевизиски. Затоа што инспирацијата е од Секој пат се телевизиски думав, знам дека програми. RGB, знаеш, или па Сајон имаш во принтов нешто. Тоа е од жалењето во Прилеп што немаме телевизија. Види ти ними, не знаев, не можев да ја сватам метафора. А не ме бива толку. Не чевме да одиме на варијанта да се измислува некој лого кое што е како што си прават скроз различно за сите портали си има различни лога. Сакавме да присетувам како и со содржините што гледаме да сме малку и Носталгично, ретроспектива да има на нештата. Меланхолични и длабоки и битни, да се темите кои што ги разговараме, така сакавме и логото да не биде едноставно. Дош да пуштиш на почетоков кај што свирам на најавнава шпица за да биде така. Дош да имаш. Да прави Ќе го меланхолично. пробам. Направи нешто измонтирај Ќе шо. видам. Пробај малце. Ќе пробам. Не сум јас за монтажа на звук, не ме бива толку. ама Не вече. Ќе пробаме. Ја ќе ти помогнам. Дај, ќе ти го пратам делов напред. Асистент на монтажа Томите Велковски или мистер Ти. Ама не мора ни да ме пишуваш. Не сум ни јас. Не мора сум да ни ме мистер пишуваш. јас. Не може. Со монтажа многу не ми оди. Пробав неколку пати спот да измонтирам, не ми јадеш. Не, многу ти беше јака преработката на Павле ми пие за време на пандемијата. И сега ќе ти текна. ќе ја пуштам сега измеѓу муаветов. Кај ти текна тоа. Многу беше јако Тоа сите беше Окрш чалендж од Дацо Хипико објавено нешто. бе, Тој ме да. предизвика, така беше. Така имаше такви. Тој гледаш досадно кој ќе му е на уметник, нема што да пречи, научи да монтира и на двајца ќе се подели, на тројца. На тројца ќе се подели. Беше, ама беше цела прича. Имаше, Цела прича. имаше Дека стори цел. Надвор си седнуваш,
Так и влегува тоа и на крај. Жената ми вика шо преш, зедо фалишта да се нормално да се преслечиш да не бидеш. Каде вака? Шо преш, маре? Ништо и викам маткам нешто. Здраво, Мацо. Маткам викам нешто, а таа дента на работа. Ти одеа на работа, приватници, знаеш, приватното бара трчење, маре. И и одеа и седе во двор, карантин, немаше да правиш. И убаво време се погоди, салатчето, секој ден тоа го правевме, само друга салата беше. Со сидми, заедно седнати, друштво си имам секој пат за тоа. И ми кога ме објави, викам, шо песна да направам сега, викам нешто, чекај. И ми текна на Павле, ми пијам, а Томе ми пиевеше муабета направен. GoPro-то на другар ми, ало, да, ми викам, имаш GoPro, да. Го снимив тоа цел првиот дел, кај што седам и пијам, песнава врска нема со тоа. Значи сам си седев, се снимав. Го измонтирав тука и музиката и после реков на двајца уште ќе се поделам. Како? То не знам. YouTube, батиц. YouTube, туторијали. Туторијалче и така. И излезе, првен ќе снимив песната. И вистина интересно тоа излезе. Супер е. Ме побараа, знаеш дека да пеем во еден бенд после Охридски, после та онаква. Види он дека звучиш да пеем, извини, да се дерам, она не е пеење. Она е ја го викаш дрига. Ама не излезе ништо од таа реализација. Некако, не се споивме. Металско викање. Така, да. И затоа Филип Јаздич пак нова песна ќе прави и сега ми вика че пееш. Сете издаде овај човек и за флейта, и за песна, и за Пипе ќе прави ова песна. Да те поканам и вака јавно, уште вака да немам покането. Ама мора да си го спомнам, комшија ми е тука, ми е блиску ми е и секој ден си се гледаме, секој ден. Дај да му се јавиме сега дори снимаме и да не знае да дојде да се ни овдека. Ама са бајле беше. Па, Нема па да дојде. Еднаш иди сам еднаш ракија. да нема. Не иди два пати. Не иди. Навечер потешко да окандисам. Денски така ке 12 и пол може да дојде на комшинска ракија да си направиме и пак муавет за идеи за што би правеле, како би правеле. И тоа е убавињата меѓу соработка меѓу луѓе, само пак ти викам време не треба некој пат да се споработите. Апсолутно. Еве со Кантаро ние се знаеме на мали голчина кога деца игравме, исто мало растени сме. Порано и никој пат не беше да музика ние да треба да правиме. Дојде моментот едно правевме. Каква таква е публиката ќе каже. Нас не е убава песната или нас не е неубава, без разлика. И мене ми е многу убава. Така. Сега не викам нас како публика, мене ми е многу убава. И сега убава ти е песната. Еве са моментално со Рибио. Правиме Филип Рибио. И тоа е многу интересно, човече, некој пат на интервју да си го викнеш, ама чекај да завршиме неколку номери со него. Нека направи Хип-хопо, песни. да. Леле, никош не сум правил се во хип-хопер му. Тие се многу интересни луѓе. Ќе ти излажев Пука Козметика ги снимав, ама Так. ги снимав на дуел интервју двајца да Ама ти не се така. пилепчани, маре. Не се. Тие се скопјани, може да има некој пилепско потекло и кичевско. Тие си ги не, скопјани се, тие си ги снимив со студентска носталгија и тие во Благоевград студираја, Так. така се знаевме и Супер се дечките иначе. Кога гостуваја на позади Цепенков, Дејви кога го промовира. Да, летовото беше. Да, беа дојде. Правев репортажа таму, се видовме после може 20 години, не 20. Еве ти идеја ама со рапер, 13. само чекај работиме, еве прес како влезе и исклучив песната И што некој работи. јас имам рап песна. Ајде бе. Да, замисли. Кога беше ти рапер, Молдапо беше? Ама во Everlast прича, не она. Ама добро со акустично гитарче. Да. И на кој рапување? Добро, тоа е пак е рапување со мелодија пеење малку. Да. Не е она- Никош не сум бил рапер, никој било модерно, никој не било модерно, никош. Јас 15 години рап работам, ама не слушам рап. Не, да. Мислам не слушам, не сум Ги да седнам почитувам, слушам. андерграунд. Респект имам страшно. Скроз, особено на Го разбирам рапо, лириксо е феноменално. Ама едноставно не ми иди да си пуштам дома. Многу ред. Да. Everlast, да. Добро, Добро, тоа е е различен, тоа е друго. Пак Тоа е во како друго. се води како хип-хопер, го има таму. Да, има флоу нешто, да. Ама е друго, не е Ма не е сега, Eminem, не е така. да, прича, Вутен не е- клан, Оникс, Да, нешто, не не е знам, тоа, ама не е тоа, не е тоа. тоа. Еминем, што викаш, тоа е различно. Добро бе, не знаев дека си бил рапер, гледаш, че се отвори, уште на пива, Че го пиеме оф кадар, сега мислам дека таман имавме многу убав тек, представување, раскажување причи, сериозен муавет, го разводнивме сега со Даде малце да освежиме со музикиве да освежиме, мисламе дека е таман да го заокружиме и она што си филозофијата стално ми беше во еден кадар и сега и во раскадрирано си ја продолжувам, кој ќе е најсладко, овака кој ќе се да го прекинеш, Да. за да сака Так. уште.
Така, на бибото да кратко, ама сладко да види бото. За да сака уште, обично тоа ми иде на некаде 35-40 минута во снимањето, сега баш ќе видиме кој ќе прекинеме колку е. Види само да не немаше аудио снимено. Ле, тоа ќе биде многу забавно. И немој да Па, ќе се кажуваш кој преснимувам. треба да го преснимувам да не види, сакам он Не кажувам, не чути. Аудио ако немаш, уствари аудио ако има видео, ако нема пак може да оди. Види, Ќе се сликаме вака, Таман. двајцата, Да, танки аудиото само ќе оди вака и Ајде, вака за- на камерата. Дедо ќе ме гледа. Фала ти. Ништо. Се гледаме во следна прилика со нови музики, со квалитетна музика. Слушајте квалитетна музика, бидете умни и сакаме Нов театар. Yeah.